Лоциран во зградата Топ Инвест во Штип на површина од 2200 метри квадратни, синоќа во присуство на голем број деца и возрастни, беше отворен забавниот клуб Нико, каков што нема друг во Македонија. Единствен и уникатен со своите содржини, забавниот клуб Нико нуди прослави за родендени за деца од 1 до 15 години, но не се заборавени и исклучени ниту повозрастните. Има содржини и за нив, како и за млади луѓе. Кафе-бар за одмор и пијалоци и храна, како и фаншоп Нико во кој што се нуди текстилни производи и играчки. Имаме содржини за родителите на децата, имаме билјардо, имаме пикадо, па тука некои фудбали, 7D кино имаме, значи нудиме друго игри, 9D со симулации кои што се моментално тренд во светот. Како што можете да видите, децата се радуваат, тоа е еден благодет за нив. Се потрудивме да направиме нешто што фалеше тука во Македонија, значи го направивме овој забавен клуб не само за Штип, туку за целиот регион, а очекуваме да имаме гости од цела Македонија, се разбира највеќе од Скопје, така да сега ќе пристапиме со маркетинг да ова сето добро изрекламираме и нормално очекуваме дека забавниот клуб ќе работи турбо. Прво не прашува од каде идејата да направиме ваква зграда. Значи мораме да направиме нешто ново, да донесеме нешто светско тука луѓето да видат како треба да изгледа и на кај треба да се движиме. Значи ја мислам дека на оваква зграда и личи еден ваков забавен клуб. Освен роденденски забави за помали, во забавниот клуб Нико може да се организираат и родендени и за поголеми деца и забава за целото семејство. Значи има содржини за сите возрасти од 7 до 77 години. Со оглед на тоа дека е најголем забавен клуб во Македонија и пошироко и со најголем избор на содржини, Николовски истакна дека станува збор за голема инвестиција, но додава дека во Штип вреди да се вложува, бидејќи со вакви инвестиции ги привлекуваат луѓето да доаѓаат во овој град со цел да заживее општината уште повеќе. Инаку во забавниот клуб Нико ќе има околу 20 вработени, а цените ќе бидат прикладни за сите граѓани. 180 денари за роденден чини најмалиот пакет со вклучени пијалоци, игрицки и парче пица, а содржините што ги нуди клубот ќе се движат од 50 до 150 денари. 7D киното чини 150 денари. Отворањето беше наменето за пријатели и гости, проследено со забава и музика. Така ќе биде уште оваа недела, кога од понеделник клубот и официјално ќе стартува со работа.